Тетовецот Авни Хисмани не може како останатите да заврши административна работа во институциите. Најпотребна му е општината, но со неговата инвалидска количка не успеа да влезе во зградата на локалната самоуправа. Таму најдена безброј препреки. Пред објектот тротарот го нема ниту потребниот минимум на благ наклон, потребен за приод на лицата со попреченост. Првата бариера, вели тој, ја совладувам со помош на други лица, но во самиот објект не можам да влезам, затоа што нема изградено соодветна рампа. Постојната, вели на шега, повеќе личи на скокалница. Јас денеска дојдов како секој граѓанин да завршам работа, да земам документ кој што ми следува како граѓанин на градот Тетово, меѓутоа како што гледаме, како што вие ќе видите со вашата камера, во општина Тетово нема никакви услови за лицата со телесен инвалидитет кои што користат ортопедски помагала, во овој случај како мојот инвалидска количка. Како што можете да видите, има скали, има и рампа која што не исполнува стандарди. Ние сме правеле напори и од индивидуална гледна точка и како Сдружение на лица со телесен инвалидитет Мобилност Тетово да соработуваме со општината во насока да направиме, да створиме услови за да можат лицата со телесен инвалидитет да имаат пристап до овие институции, меѓутоа до сега, како што гледате, се уште не е направено ништо. Ние овој проблем го имаме не сега, ние овој проблем го имаме со години, но до сега не сме успеале никако да го решиме. Рампата е направена без потребните стандарди и таа е целосно непристапна за лицата со попреченост. Рековте дека сте разговарале со градските власти, што ви одговориле? Затоа што они не само што се надлежни, практично кажано во нивниот дом да направат нормален приод за лицата со телесен инвалидитет, туку те и без друго се речи се за целата јавна површина одговорни во однос на ослободени тротоари, пристапни тротоари и други инфраструктурни, да речеме, сообраќајници. Конкретно за општината ние сме имале неколку пати ветувања дека следното реновирање, кога ќе се реновира, ќе се прават напори да се створат некакви услови, меѓутоа тоа не е можно, до сега не е направено и тоа влече многу други последици, затоа што јас денеска во овој случај сум како странка во општината Тетово. Кога сме разговарале, сме им кажале дека кога ќе се направат овие работи, сакаме и сме правеле обиди да се наметнеме како партнер во овие работи, да видиме, да соработуваме, затоа што тие се работи кои што нас не тангираат. Ние ќе ги користиме и не смеат да се прават без нас, затоа што кога се прават без нас, имаме случаеви на рампи која што служи како декор и која воопшто не е функционална за лицата со попреченост, за кои што и уствари е наменет. Од Сдруженијето на лица со церебрална парализа велат дека постојано комуницираат со властите, со цел да се намалат препреките на лицата со телесен инвалидитет. Според состојбата на терен, нашата борба не дава големи резултати, но сепак не се откажуваме. Мора да ја подигнеме свеста кај општината, но и кај населението за потребата од создавање на нормални услови за живот на лицата со посебни потреби кои ги има во голем број во Тетово, но и воопшто во државата. Се надеваме дека општинските власти ќе ги исполнат своите ветувања, но сепак ние не застануваме тука, туку и понатаму работиме, понатаму настојуваме да подигнеме јавната свест, не само кај јавните институции, туку и јавната свест кој народот во Тетово дека треба да се обезбедат соодветни услови за пристапност на лицата со посебни потреби. Една таква наша активност е сега моментално што ја спроведуваме, е проектот Зборуваме за хендикеп, кој преку ТВ емисии, преку разговори со релевантни лица, сакаме да кажеме каква е состојбата во градот, сакаме да кажеме дека лицата со попреченост немаат скоро речиси никакви услови за движење и дека навистина нешто треба да се превземе. Речиси сите институции немаат изградено рампи за приод на лицата со посебни потреби. Оневозможени и влезот дури до Центарот за социјални работи Тетово. Поради ваквата состојба, оваа категорија
категорија на граѓани се дискриминирани, потенцира Авни. Тој морал да бара работа таму каде што ќе може без препреки да влегува и излегува. Имал среќи и се вработил во новата зграда, каде е сместена управата за водење на матични книги, која ги исполнува сите стандарди. Но што со останатите лица со посебни потреби, прашува тој. Не сите ја имале мојата среќа и моите среќни околности, и за другите е навистина проблем, затоа што и работата може да е далеку, тоа представува додатен проблем. Движењето во поголема оддалеченост представува поголем проблем. Јас за среќа и тој проблем го имам помал, пошто ми е поблиску, зборувам лично, меѓутоа како колективен проблем, како проблем на сите луѓе со телесен инвалидитет, постојат многу бариери кои што ги попречуваат и им го скратуваат правото да бидат во работен однос. И ова не е само во општина, ова и во другите институции. Јас сум денеска само како странка, меѓутоа има една друга проблематика. Јас ако се пријавувам на оглас за вработување во општина Тетово и добивам работа во тој оглас, јас нема шанси да бидам на работа, затоа што да доаѓам на работа редовно, затоа што немам основен услов, а тоа е пристапот до работното место. Значи, мене ми се ускратува автоматски правото да бидам вработен во една од институциите на градот Тетово, во случајов е општината Тетово, но како што реков, тоа важи и за другите институции низ градов. Други институции во Тетово кои што немаат пристапни рампи до кои е невозможно да се дојде, е пазарниот инспекторат исто така, е центарот за социјални грижи кој што и како е битен за лицата со телесен инвалидитет, затоа што секогаш ние таму имаме работа за следување документи и така натаму, меѓутоа секогаш треба да наоѓаме некоја трета особа која што ќе ја изврши оваа работа наместо нас. Што се однесува до инфраструктурата низ градот, тротоарите, некои од нив, дел од нив се направени според стандардите, се спуштени целосно со улицата, некои од нив не се направени, меѓутоа се проодни, сепак не е според стандардите, но се проодни, меѓутоа тука би сакал да нагласам дека за оваа проблематика не можеме да ја обвиниме само локалната власт, затоа што ова и до свеста на граѓаните, има многу несовесни возачи кои што не даваат предност, дури и тогаш кога мораат да даваат предност, тие едноставно не почитуваат никакви сообраќајни правила и едноставно ја отежнуваат уште повеќе и онака тешкото движење на лицата со попрешеност низ градот. Шувањето на тротоар и одењето неколку метри, кога ќе видиш кола која што е паркирана и која го узурпирала местото каде што треба да се симнам на тротоар, тоа автоматски значи дека јас треба да се вратам каде што сум се качил. И тоа представува поголем проблем за мене, затоа што сепак тоа е умор. Тоа е умор и ми троши сила и енергија кога сум со количка која што ја возам сам. И време исто така. Проблемите на лица со посебни потреби започнуваат уште од местото каде што живеат. Класичен пример е тешкото секојдневие на 55-годишната самохрана мајка Маргарита Милошевска. Таа живее во гостивар на третиот кат од оваа зграда, која е без лифт, мора незината ќерка која боледува од церебрална парализа да ја симнува и качува пеш по скалите, за да ја однесе и врати од дневниот центар. Така е 15 години, но здравјето вели повеќе не ме служи. Таа поседува социјален стан. Од надлежните побарала да ја го замена за стан во стамен објект кој има лифт или пак да изградат надворешен лифт во зградата каде живее, но до сега не добила позитивен одговор. Години овој проблем ме тишти. Поднесувам барање, значи во Министерство за транспорт и врски, во влада, од пред 7 години може да 8, од како Мартина почна поголема да станува, како останав сама, ќерка ми постара се омажи и останав сама и почна многу тешко да ме биде слегувањето и качувањето по скалите. Упорно добивам писма негативни дека не е можно да ми се промени станот. Ниту еднаш не е дојде на комисија да провери и да види со што се соочувам јас. Јас, мажот мој починат, сум сама и на никого му не му е гајле. Сите се држат за закони. Јас би рекла, ако секогаш законите ги почитуваат сите, би било многу убаво во државава наша, гледајки како 1600 вработени, фигурираат како вработени, а земаат плата, а не одан на работа,
гледајќи го мојот случај, како јас секој ден се малтретирам со Мартина да слегувам по скалите, мислам дека не се тука нема збор за закон. Гледаме примери како луѓето не се одржаваа, примаат плата. Значи многу икс примери, да не правиме сега политички маркетинзи овде. Само сакам да им укажам и да им покажам на властите, на владата, на сите, и на прошлата влада и на сегашната влада, да им укажам дека како што не ги почитуваат тие законите, така и ние нема да ги почитуваме законите, и за нас нека не ги гледаат законите. Да, вие имате добиен социјален стан, така? Мојот стан е добиен пред 15 години како самохран родител со постарата черка кога бев. Отпосле ми се случи оваа нова настаната ситуација со Мартина. После тоа се роди. Истата година кога се роди Мартина, маш ми почина, значи јас сум 14 години скоро сама со овој проблем се соочувам. Маргарита Милошевска е координатор на ресурсниот центар за сервис на родители кои имаат деца со посебни потреби. Вели дека со нејзиниот проблем се соочуваат голем број мајки. Некои од нив се одлучиле децата да не ги семнуваат од нивните станови, пракса која влијае негативно на нивната социјализација. Дел од лицата со телесен инвалидитет кои живеат на пониските катови пронашле решение. Нина Гировски од Тетово со помош на систем кој работи на хидролика излегува од својот дом, но низ град постојано наидува на препреки. Без помош од другите не може да пристигне до ниту едно место. Тешки услови за нас инвалидите има во Тетово, нема пристапност на тротоари, нема пристапност во објекти, во училишта, како прво во општината нема пристапност, а да не збориме за болниците. Еве овдека кај мене на улица, например, го заградија патот, не направија прелаз за да можем да преминам улицата. И тоа е, не знам што друго да кажам, се снаѓаме кој како ќе стигне. Со помош на луѓе, ако може да ме префрли преку тротоар, за да се качам или да преминам улица, тоа е. Мора нешто да се превземе и мислим дека е време и редно да се направи нешто за лицата со телесен инвалидитет и општо за сите. Собранието уште во 2012 година има усвоено Конвенцијата на лицата со посебни потреби, која налага во сите институции да има соодветен пристап за сите категории граѓани, односно да имаат изградено рампи. Почитувани гледачи, го видовте прилогот кој што го изработи нашата екипа за состојбата на лицата со попреченост во однос на инфраструктурните бариери кои што постојат во градот и пошироко. Овој прилог беше увертира на емисијата која што дел од серијалот на емисии насловен како Зборуваме за хендикепот, поддржан од и финансиран од Европската унија и од Македонскиот институт за медиуми. Тука мои гости се лицата кои што се ангажираат за подобрување на условите на лицата со попреченост. Добро дојдовте во оваа емисија која што, како што кажав, е серијал од емисијата Зборуваме за хендикеп, а насловена како Попреченоста е прашање на перцепцијата. Тука мои гости се госпоđата Фанија Чимовска, која што е секретар на Сдруженијето Мобилност од Тетово, и господинот Зоран Андонов, председател на Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Добро дојдовте уште еднаш. Така, еве и сами го погледнавте прилогот кој што одеше во дел од оваа емисија, па би сакал некој коментар од ваша страна, иако ја знаете состојбата, меѓутоа подетално да ни објасните што се случува на терен во Тетово во однос на овие лица. Дамите имаат предност, повелете. Вака, значи, и од тоа што го видовме од прилогот, и секојдневно се соочуваме и нашите членови, лицата со телесен инвалидитет, меѓутоа и не само тие, тука спаѓаат и оние категории кои што многу ретко ги спомнуваат. Тоа се постари лица, мајките со деца во количка, тоа се и слепите лица, и глувите лица, значи сите они се соочуваат постојано секојдневно со архитектонските бариери. И не само што тоа им ги оневозможува, например, да дојдат до одредената и сакана локација, туку ги спречуваат во секојдневното живење, во смисол не можат да се образуваат, автоматски не можат да стекнуваат ниту вештини, знаења, не можат после тоа ниту да се вработат, немаат доволно знаења, немаат доволно образование, со самото тоа немаат доволно екзистенција. Целокупно сето тоа влијае на нивниот понатамошен живот, на нивната интеграција во општеството и во целокупното живење.
Така да не е само да дојдат до одредена локација, него тоа ги оневозможува во целокупното живење, интегрирање во општеството и да бидат еднакви со сите други. Да, тука би се надоврзал што го кажа Авни во прилогот. Он и да добие работно место во општината, не може да работи зашто неговото работно место нема да биде пристапно. И во самиот старт он е хендикепиран, односно нема еднакви можности. Нема еднакви можности со другите лица кои исто би конкурирале. А може би ги исполнува сите услови, сите предуслови што се за тоа работно место. Така жална е сликата кога ќе видите на терен, нели, лице со количка кој што оди по улица затоа што тротоарите се зафатени, ивичњаците на самите тротоари се премногу високи, па лицето не може да се качи. Ние, жителите на Тетово, знаеме неколку лица кои што така се мачат низ градот, ама најверојатно бројката на овие лица е доста голема и не ги знаеме. Колкава е бројката кои што најверојатно не излагаат, не излегуваат од дома затоа што е ваква состојбата. Затоа што немаат услови. Значи, да. Според најновите истражувања на Светската здравствена организација, околу 15% од лицата се од граѓаните, од луѓето се лица со некаков вид на инвалидитет, да. За тоа што, значи, кај нас не ги гледаме поради тоа што немаат каде да излезат, не се присутни во општеството, не може да се вклучат во секојдневниот живот, затоа. Не дека е мал број. Да. Еве во нашето здружение знаеме има неколку примери кога едноставно се врзани за домот, бидејќи живеат на втор, на трет, на четврт или на пети спрат и нема никакви услови тоа лице со количка да се симне доле. И значи што имаше еден член на нашето здружение Драгин Неделчевски, тоа го викаше живот во кутија. Значи тоа лице изолирано во 4 ѕида, нема услови за движење, нема услови за активен начин на комуницирање со другите луѓе, со другите. Така. Еве конкретно, кои се тие инфраструктурни бариери? Ги спомнавме, нели, зафатени тротоари, несоодветни тротоари за качување. Кои се други бариери инфраструктурни, затоа што тука, нели, вие ги спомнавте двајцата, сите лица со посебни потреби, и глуви, наглови, лица со оштетен вид и слично. Нема соодветни семафори, за нив кои се, за да, нели, гледачите знаат што треба да им се возможи. Ако, например, еве, убаво би било кога би можел некој од нас да седне во количка и да проба, еве, пример, да оди до Палмама. Да. И тоа таму има најидеални услови во моментов, навистина некој што има и паркинг за нив и така. Е било каде да сакам. Значи со самото, од самиот старт кога ќе почне, нема по улици се движат, буквално по улици, затоа што тротоари нема. Се движат кога ќе стаса до локацијата каде што сакаете, еве, ако се измачи да стаса до таму, он се сочува со тоа што нема влез во зградата или во банката или во поштата или во пошта има. Во пошта меѓутоа, да. општо еве, не е како карикирам. Да. Еве ако се качи, некаде се рампите чисто проформа ставени покрај законите, регулативите, правилата кај што се знае нагибот колку треба да биде и така, за да е таа безбедна рампа, дракохвати и сите тие услови што треба да ги имаат, ќе дојде до вратата, веќе се сочува со тесна врата. Значи има и тука некој критериум кај што вратата треба да е поширока за он да може да влезе. И доколку е потребно, еве ако доаѓа до шалтерот, шалтерите по правило доколку има 3 шалтери за иста намена, минимум еден треба да е понизок за да може лицето само да си ја обави работата. И последното, значи доколку треба повеќе часови да се задржи на едно одредено место или да обави некоја работа, тоалет. Така да тоа се многу услови. Адаптиран тоалет кој би кој лицето може да влезе со количка. Чисто широка врата, да, наравно, широка врата, така да не е со скали. Тоа е више смислена има. Не, законот си предвидува се супер. Меѓутоа и доколку тоа би се извело кога се гради, значи зградата или установата или што ја знам, тогаш не ни чини тоа, не знам, многу пари или голем трошок. Меѓутоа не се планира пред време. После корекциите, преправањата се веќе поскапи и нефункционални. А и обично, и ако влезе во проектот, ретко кога таа пристапна рампа, бидејќи секоја ново изградена зграда треба да има пристапна рампа. Но нашите градежници тоа го отстрануваат, најверојатно им е некој дополнителен трошок,
таа инспекција, односно што се надзорните служби и тоа тие замижуваат на таја и више зградата се изградила нова, современа зграда, а нема пристапна рампа. И што се направило? Пак ништо. Сега да кажете и овие, нели, инфраструктурни зданија кои што се нови, ретко која ги има овие потребни услови, освен трговските центри, еве за тоалетите зборевте, мислам дека има таму, меѓутоа другите, има ли некоја институција која што сега изградена ги нема, да речеме, еве, услови кои што се потребни за еве Авни спомена во прилогот дека Авни ни спомна во прилогот, еве работното место тој каде што работи за имотно-правни односи, да, не за имотно-правни. Работи, така. Каде што работи во издавање на документи, на изводи. Да, изводи. Е направено по сите оние критериуми како што треба да изгледа едно пристапно место и он сега кога иде на работа доаѓа со количка, значи може да работи таму и без никакви пречки доаѓа на работното место бидејќи се запазени тие критериуми, но додека другите има надеж дека можеме институциите. Еве општинскиот суд направија пристапна рампа, не е баш по сите критериуми, но сепак може да се влезе во судот. Направена... Да, дополнително е направена, може да се влезе во судот, но пак тука што? Само за првиот кат, веќе вториот кат, ај горе има судници, горе има некои суди и канцелари, значи до вториот кат е непристапен. Исто и поштата исто само до шалтерите може, но ако сака да заврши некоја работа во администрацијата. Да споменеме за општина Тетово, значи толку години уназад постојано се жалиме за тоа дека навистина нема рампа, има една рампа која што е скокалница и не е рампа. Два пати требаше да одиме, бевме поканети за доделување награда. Значи веруете едва се качевме и дојдовме да си ја земеме наградата што не поканија. Последно сега морам да напоменам дека Мобилност Македонија, под чија капа сме ние, значи Мобилност Тетово и Гостивар, една од 17 членки на Мобилност Македонија. Во тек е еден проект кој што се вика Пристапна Македонија и кој што планираме во сите 17 градови и поголеми општини да го промовираме. Тоа е токму за пристапноста и истиот овој проект го дадовме на општина Тетово сега пред еден месец од прилика на нивно барање со цел да се проба каде може и каде има услови да се направат рампи, да се направат пристапи за да можат лицата, немојте во центарот за социјална работа каде што нашите лица постојано одат. Да, нема пристап. За туѓа нега, за мобилност, за сите тие помош што ја користат, немаат пристап во болница. Други основни? Да. Во општина Тетово не е само локалната самоуправа во таа зграда, уште 4 подрачни министерства. Другите влезови немате, управа за јавни приходи. Управа за јавни приходи, институција каде постојано имаше потреба да... А да споменеме дека се они обврзани, значи државата е обврзана. Согласно Конвенцијата за правата на лицата со инвалидитет, која што е ратификувана 2011 година, се обврзани да направат пристап за овие лица. Така, воедно, вие сте и новинар, најверојатно поставувате прашања зошто до сега, и покрај вашите барањата на другите здруженија не е направена рампата. Што ви одговарате од општина Тетово? Да, на 3 декември минатата година, кога беше денот на хендикепираните лица, беше присутна и градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи, беше тоа во основното училиште Лирија, и јас ја запрашав чисто за оваа работа, ме интересираше дали и кога општина Тетово ќе направи пристапна рампа, односно адекватна пристапна рампа која ќе им користи на лицата со посебни потреби, бидејќи има рампа, но тоа не е функционална таа рампа. А одговорот беше чисто политички, да ви кажам, дека они како локална самоуправа се грижат за лицата со посебни потреби, во таа зграда работаат не само локалната самоуправа, туку има и други министерства, они треба сите да се договорат, дури тогаш ќе се работи да се види дека има изгледи нешто да се направи во наредниот период. Но кога, како и дали ќе се направи навистина, остана прашањето така да виси. Во однос на проектот би сакал нешто поконкретно. Што предвидува тој кој што го спомнавте? Во проектот се
појаснети сите правила и закони, значи со кои што се они обврзани, пред се значи зборува за што значи една урбана средина и дека што подразбира. Во генерален контекст урбаните функции се сведуваат на следните основни категории на функции, тоа што го зборевте со Магдалена. Пред се домување, работа, рекреација. Покрај овие три основни групи се третираат и следните сообраќај и услуги. И за сите овие треба да има пристап. За сите овие намени, граѓаните и жителите треба да имаат пристап. Спомнавме не само лицата со инвалидитет, туку сите овие кои што имаат потреба од такви. Сега, кажавме и што значат архитектонските бариери. Значи, пред се дека не е само дека лицето не може да си уплати сметка или не знам, него тоа повлекува низа последици во текот на животот на тоа лице. Сега, за мерките, јас би сакала само да ги прочитам. Значи, тука се законската рамка за пристапност, имаме значи закон за градење, Конвенција на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност, закон за спречување и заштита од дискриминација, Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија, правилник за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, хоризонтално и вертикално, престој и работа на лица со инвалидност до и во градбите со јавна, деловна, стамбена и градби со стамбено деловна намена. Во Законот за градење, членот 11 вика: градба со јавни и деловни намени, градби со намена домување во стамбени згради, како и градби со стамбено деловна намена мора да бидат проектирани и изградени така што на лицата со инвалидност ќе им се овозможи непречен пристап, движење, престој и работа до и во градбата. Тоа е Законот за градење. Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, член 9, достапност. Со цел да им се овозможи на лицата со инвалидност да живеат независно и во целост да учествуваат во сите аспекти на животот, земјите учеснички преземаат соодветни мерки за да обезбедат на лицата со инвалидност пристап на еднаква основа со другите до просторната околина, транспорт, информации, комуникации, вклучувајќи и до информатичките и комуникацијските технологии и системи, како и до други капацитети и услуги отворени или обезбедени за јавноста во урбаните и во руралните области. Овие мерки во кои е вклучена идентификацијата и елиминацијата на препреки и бариери за пристап, меѓу другото се однесуваат на објекти, патишта, транспортни и други внатрешни и надворешни средства и капацитети, вклучувајќи и училишта, домови, медицински објекти и работни места, и информации, комуникации и други услуги, вклучувајќи и електронски и итни служби. Законот за спречување и заштита од дискриминација на лицата со ментална и телесна попреченост, член 8. Дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост постои и тогаш кога нема да се преземат мерки за отстранување на ограничувањата, односно прилагодување на инфраструктурата и просторот, користење на јавно достапни ресурси или учество во јавниот и општествениот живот. Има и правилник за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, хоризонтално и вертикално, престој работа на лица со инвалидност, до и во градби со јавни и деловни намени, градби со намена домување во стамбени згради, како и градби со стамбено деловна намена. И со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, хоризонтално и вертикално, престој работа на лицата со инвалидност, до и во градбите со јавни и деловни намени, градби со намена домување во стамбени згради, како и градби со стамбено деловна намена. Значи, се во ова постои, меѓутоа во пракса не се применува. Што е суштината? Значи, ако кажеме дека лицето во количка е лице со попреченост, нели? Тоа е нашата перцепција, тоа е во количка, тоа е лице со попреченост. Ако тоа лице со таа количка може да дојде во општинската зграда, да биде пристапнем секој кат, да заврши таа работата, да биде прилагодени рампите, да биде прилагодени шелтерите, тоа што нема попреченост, он, значи, како и било кое друго лице, си ја завршил работата. Значи, тоа е суштината која велиме да се тргнат овие архитектонски бариери. Кога ќе се тргнат тие архитектонски бариери, таа попреченост на секој лице ќе се намали. Може би ќе биде попречено нека друг сегмент, но сегментот на пристапност нема да има попреченост. Може да иде сега декаде што сака, да се движи слободно, да ги остварува како и секој човек кој не е во количка, да рече.
Сме навистина далеко од тој систем, меѓутоа во Европа сега се оди кон еден универзален дизајн. Тоа е дизајн кој што е фактички прилагоден за сите, пристапен за сите и за постари лица, и за лица со колички, и за мајки, деца, значи буквално така, универзален дизајн. Тоа е најновото што го на запад вратите, влезните врати се 1,10 м широки, не се 80 сантиметри. Така и се намалуваат трошоците и за сите. Па нормално. Значи тие стандарди кои еве ние се очуваме да Значи овие лица можат да придонесуваат, да бидат вработени, да работат. Зошто да чекаат помош од државата или значи меѓутоа пред се ние бевме на еден проект сега брзо, значи за високообразовните институции со Erasmus плюс програмата. Ама добро викаме ние како они да дојдат до високо образование кога треба да пројдат низ фазите на основно и средно образование. А навистина училиштата воопшто не се пристапни, значи. Не, еден мал дел имаат направено пристапна рампа, но пак е тоа до првиот кат. Значи веќе на вториот кат и не више се не пристапни. Еве има нели закони за заштита од дискриминација и слично, меѓутоа дали постои одговорност на тие институции кои што нели не ги исполниле овие закони за лица со попреченост? Очигледно не постои одговорност, бидејќи нема некоја контрола врз тоа дали направиле, што направиле. Системот за контрола потврдува. Да, јас се сеќавам кој треба да ги контролира, кој треба, ајде условно кажано да ги казнува тие институции кои што нели ги немаат тие пристапи за да. урбанизам. Јас се сеќавам од урбанизам, од општинската општинското деление за урбанизам, ми бараја секоја година демек што е направено за подобрување на пристапноста на лицата со посебни потреби. И давав некој извештај дека скоро ништо не е направено и последниве 2 години воопшто више не бараат од такви извештаи. Иначе знам ми кажа дека имаат обврска до Министерството за транспорт и врски требало да ги испратат тие извештаи. Но еве последниве 2 години Истиот проблем ние го имаме. Секоја година доставуваме годишен план и програм до Министерството за труд и социјална политика. Нас ни кажат зошто постојано ви е иста програмата. Затоа што ништо не е сменето. Вие променете нешто, на пример еве нека има пристап до сите пример основни училишта, ние ќе го избришеме од нашата програма. Така. Меѓутоа не можеме да избришеме нешто што навистина уште не е направено, кај што ние во план и програм да го сработиме и да трчаме да. Рековте дека има нешто универзално во Европа во однос на нели дизајн, да, далеко сме тоа очигледно затоа што и самиот урбанизам е во тотален хаос во градот па и во државата. Што треба да преземат институциите ако еве се надеваме дека ќе почнат нешто да прават? Дали да ги праша здруженијата како тоа да го направат? Рековте дека има нели посебен нагим, колку степени и такви работи. Значи сето тоа си е веќе пропишано, нема потреба да измислуваме ништо, се е веќе измислено, само треба да го примениме. Меѓутоа за да се примени, значи прво треба една јавната свест да се зголеми, значи пред се да помислат пред да се направи и ништо за нас без нас. Тоа е нашето лого затоа што не ја познаваат доволно проблематиката, луѓето работат луѓе кои што не ги познаваат проблемите и потребите на овие лица. Значи убаво би било кога сето тоа би било синхронизирано, кај што и ние би биле вклучени. Ете, ќе земате едно лице во количка, не им треба ништо повеќе. Значи доволно за да видат се што му треба за да влезе, да стаса до одредено место и сите тие работи. Така да убаво би било да се консултираат, меѓутоа пред се треба да се има желба. Не се ни финансите толку проблем ништо не, колку што треба да се помисли. Ние еден добар пример не беше Штулот, ова уште пред 10 на 12 години, они сами не повикаа, дојдете да видите што недостасува. То толку малку работи, некои ситници недостасуваа, меѓутоа таму работеше една господја Хедер Хеншо, која што беше, не знам, сопруга на амбасадор, не знам како, која што она ги влечеше сите тие работи, значи нивната свест во Европа е толку поразвиена, да они не замолија дојдете видете што недостасува. А стварно скоро се имаш. Значи кога ќе се има желба, се може да се реши. Македонија од 2011 година е усвои конвенцијата за правата на лицата со попреченост. И само треба да се работи според неа. Треба да се применуваат тие права. Сега знаеме дека тешко иде, нормално тешко, ама ако воопшто не се работи, тогаш тоа не е во ред. Значи законската регулатива е поставена, значи треба да се применува. Зошто да таа пристапна рампа која се прави, дадени се пари да биде под голем нагиб.
штетата е дупла. Потрошени се пари за изградба на таа рампа, а не е функционална. Пак никому не користи. Кога е изградена рампата во општината? Тоа во рамки на изградбата на самата зграда или пак? Не, многу подоцна. Ја мислам Да. пред едно 20 на години е изградена таа рампа и тоа колку што ми кажа некој проект добиле, пари некој добиле од странство и како да ги употребат и никого не викнале од нашите здруженија. Воопшто не контактирале. Само здрав човек не може да се Здрав качи. човек не може да се качи. Тоа е премногу стрмно. И што е најтрагично во целава оваа работа, се насмее малку, кога се реновираше салата во општината, ги реновирале и ракофатите. Па се реновираше, ние баравме нешто, ама... А таа е во употреба. Во општина има и вработено инвалидни лица кои што секојдневно одат на работа и се соочуваат со тој проблем. И како се? Па тешко, добро, тие се... Еве тука си, нели? Потешко им е. Тешко им е, секако, Тешко им е. секако бидејќи скалите тие се доста стрмни, но добро, тие се не идат со количка, туку идат со помош на штаки, така што може да се движат, сигурно со одредени потешкоти, но со количка рековме дека е невозможно да се влезе. Случајот со Авни пак ќе го повторим, кога требале тројца, четворица и Фани што го кажа со Веле, треба некој да дојде да се качиш до првиот спрат и тоа пак до првиот спрат и не до целиот прв спрат, бидејќи едниот ходник има некоја скала висока која повторно не е пристапна за само до архивата и до салата. Само до архивата и до салата, може и до неколку канцеларии десно влезот. Да. Во однос на инфраструктурните бариери на лицата со нели слепи глуви наглуви, каква е состојбата на терен во Тетово? Според она што го гледат и познавањето па, на приликите. Па нив приликите. уште потешко им е, уште потешко. И за нив нема никакви услови. Да, за нив нема никакви услови. Имаше една идеја да се направи патека за слепи лица, но остана тоа само како некоја идеја која не верувам дека некогаш во скора иднина ќе се реализира. Тоа е специјална патека која се поставува на тротоарите и е специјално градена за слепото лице кога иде, за да не е скршне од патот, туку со стапчето кога иде, ја следи таа патека и за да може да се движи од едно место до друго место. Звучна сигнализација. Звучна сигнализација, посебно сега со кружните текови, имаше семафори, па некои работеа, некои не работеа, но имаше. Но сега со кружните текови они се исто така во многу тешка положба, бидејќи немаат сознание кога може да пројдат. Во секој случај мора да се движат со придружник, не можат сами да се движат на зградата. Освен ова инфраструктурна бариера која што постои надвор од домовите, зградите на лицата со посебни потреби, таа бариера постои во самите згради. Имаше случај со госпоѓата Магдалина, со нејзината ќерка, како е тоа во зградите во Тетово? Некои го решиле, да речеме, тие што се поентузијасти. Да. Па тука треба да се изгради еден вид рампа која ќе може по скалите да се лицето со количка која да дојде до неговиот стан. Сега има некои нови колички, инвалидски колички кои имаат посебен механизам со кој може да се движи по скали, но тоа се многу скапи работи, додаток што се додава, ама тоа е многу скапо и не верувам дека може некој да си го дозволи од нашите членови. Во самите простори се снаоѓаат, знаем еден случај кога се направи рампа, односно еден вид дигалка за да може лицето од креветот да го дигне и да го стави во количката. И нормално после од количката да го врати во... Но тоа све е работено со сопствен ентузијазам, со сопствени средства се набавени таа опрема, бидејќи не знам во државата... Сега ни кажа во Германија дека им ги вградувале, секаде каде што има лице во количка, автоматски како еден вид помош, не помош, значи му следува, ете тоа таков еден кран за несцела кој ќе се движи. А ке нас се ги прават сами. Тоа најверојатно во секоја зграда или како е
Каде има потреба? Не, во становите каде што има потреба, да. Каде има потреба, да. Меѓутоа сепак становите треба да се сведен стандард врата. Стандард врата и пожелно и дури и задолжително тие лица да седат во призем или најмногу на првиот кат. Не може на петиот кат да направи да го носи тоа лице. Да, па и случајот со Маглина со нецината черка Да, кажа дека исто така беше, и дале да. социјален стан кој што е на трети на спрат, трети спрат, што без лифт, без ништо, што е така. Значи, тука е она подига свеста, ниската свест. Значи, тие лица, кога веќе ги давале тие социјални станови, сигурно имало и на прв спрат. На девојчето, каква е нејзината состојба, дека не може да се движи, уште тогаш требале да размислуваат дека треба да и се даде на првиот или на призем, значи што е можно пониско, а не е само дај го станот, еве сме ти дале стан. И што сме направиле? Пак ништо не сме направиле. Само родител дополнително се мачи. Така. Тој целта на ове серија на емисии зборуваме за хендикепот, подржан како што кажав на почетокот на емисијата од Македонскиот институт за медиуми, Европската унија, насловен како попреченост е прашање на перцепцијата, па нешто околу самиот проект. Да ни објасните што е целта, која е пораката и така. Целта на овој проект, конкретно на нашиот проект, е преку 6 емисии да зборуваме за оние најчести проблеми со кои се среќаваат лицата со попреченост. Еве сега зборуваме за она пристапноста, што е навистина еден што се рекло во самиот врв, во самиот врв на проблеми кои ги имаат лицата со попреченост, ќе зборуваме за персоналните асистенти, ќе зборуваме за вработувањето на лицата, што исто така е еден голем проблем кој ги ја мачи оваа категорија лица и уште некои други теми кои се актуелни, кои еве сакаме преку вакви емисии да им посочиме на луѓето, да им посочиме на институциите дека сепак треба нешто повеќе да направат за да се реши оваа ситуација. Секако не очекуваме дека преку ноќ ќе се реши, но ако ништо не превземаат, тогаш никогаш нема да се реши. Така. Еве, да речеме, помина предвиденото време за оваа емисија, па би ве замолил двајцата нешто да кажете за крај на емисијата, некој апел до институциите, што да преземат во линија ако тие апели постојани претходно сте ги истакнувале, меѓутоа еве, да ги потсетиме уште еднаш. Пак ќе ги потсетиме, значи ништо за нас без нас и секој човек е потенцијален инвалид. Значи, можеби инвалидот не може да стане како на нога и да се исправи, меѓутоа здравите секојдневно се соочуваат, дали со сообраќајни несреќи, дали со повреди на работа, дали со мозочни удари, дали со хемиплегија, мултиплекс склероза. Така да убаво би било да помислат на тоа секојдневно, не само на 3 декември кога е светскиот ден, и да се преземе нешто, да се почне од некаде, кога ќе се почне и ќе се заврши, меѓутоа да се почне, да се работи и да се размислува, а доколку им треба помош, ние сме секогаш тука за било каква консултација и помош за било што. Колку членови брои вашето здружение? Во моментот имаме над 780, бидејќи под нас се и Титово, и Гостивар, и општините Боговиње, Желино, и Гуновце, Теарце. Полошкиот регион брои 780 членови. Регистрирани. Има и лица кои што не се регистрирани. Нашите се телесни инвалиди со сочувани ментални способности. На ниво на Републиката сме околу 9000 во моментов. И за 9000 до сега многу слабо се работи. Се работи, меѓутоа многу полека. Да, така. Многу полека. Еве до сега да речеме ако направиме некој пресек како што функционирате во здружението, што е направено? Па вака, нашето здружение постои од 86 година, 20 институциите што превели, да. 25 години, значи интензивно сакам да кажам, се бориме. Поместени се работите од мртва точка, да, значи те пробуваат, прават некои нагиби, пример, ете се доделија до пред неколку години памперсите се ги купува, значи ете им ги дадоа, се воведе мобилниот додаток, значи има некаква прогресија. Еве од лани се воведуваат и персонални асистенти и така, значи има добра волја, има обиди, меѓутоа треба малку поинтензивно и малку побрзо се работат работи. Да, тоа е. И многу е битна тука, сакам да напоменем, соработката што треба да имаат невладиниот сектор меѓу себе, бидејќи ако ние заедно работиме, ако заедно се вршиме притисок врз институциите, тогаш јас мислам дека работата побрзо ќе иде, побрзо ќе се решат проблемите.
Еве и ова емисија, еве, ние сме од две различни здруженија, иако сме многу слични, сепак сме две различни здруженија, но сепак сакаме со нашата работа, со нашето залагање, да направиме нешто. Да, меѓутоа имаме и многу заеднички допирни И многу точки допирни и некои точки, прашања кои што да. ни се заедничка Сигурно, проблематика сигурно. и Да. што не волат меѓутоа Да, тоа. ако работиме заедно, ќе направиме. Ете, тука и медиумите секако има пресудна улога за подигање на таа јавна свест, бидејќи ако она ние што го кажуваме не многу полесно може да стаса преку медиумите до тие што е наменето. Иако знаеме ние нонстоп да им да им збориме, да им даваме еве и барања и да им даваме и готови проекти, еве како што е проектот од Фани за пристапна рампа, но сепак треба притисок. Има ли приоритет некој за решавање на проблемите на лицата со хендикеп или сите проблеми со кои што се сочуваат се приоритетни за нив? Добро, решавањето, може мислам. вака, значи, приоритетите зависат од финансиите. Значи има некои проекти што може да приоритети што може да се завршат со многу малку пари. Ама проблемот што и тоа не го завршува. Да, а некои има проекти што бараат навистина многу поголеми вложувања, но без разлика на тоа. И тие мора да се решат. Ако не денеска, утре, ако не утре, задутре, ама мора што е можно побрз период да се решат. Знаете како нашиве значи членови се на маргините, така да сите проблеми им се навистина за основен еден живот, за основна борба за живот, така да не се тие никаков луксус, ништо од овие барања што ги постојано повторуваме во програмите, се тоа едни основни услови да им се обезбедат за живот за еднаквост колку толку со другите лица. Една пристапна рампа нека кошта еве 5000 евра нека кошта една изградба на една рампа. Дали 5000 евра се големи пари за една општина Тетово која има 200 и кусур илјади жители, кој е трет град по големина во Македонија. Така, до сега зборувавме уште едно прашање за накрајот од емисијата, инфраструктурни бариери на лицата кои што се движат пеш во колички слично. Меѓутоа, какви се бариерите инфраструктурни во однос на превозот? Никаков превоз нема, цела општината и тоа нема превоз. Значи превозот јас мислам дека е со комбиња, нели нема автобуси. Во Скопје кога се набавуваа новите автобуси, значи тука ние се замешавме. Еден услов беше. Да, побаравме да бидат тие со рампи пристапни за нашите лица. И тоа во право време интервениравме кога оние ќе ги набавуваа и тендерот пред да го распишат. Да ви кажам, мислам дека беа поевтини автобусите со рампи од оние што беа со скали, навистина беа поевтини. Значи не е се до парите. Навистина е до свеста да се помисли. Така да ги набавија тие, а во Титово нема. Нема ништо такво, дури ни центарот што е градинката. Колку знам јас сега ако набавиле некој комбе, значи они има кои што ги разнесуваат. на раца ги крева, да, вика додека можеме да креваме, тоа не е решение за дневен центар сам. На толкава општина стварно. Па дури меѓуградските автобуси најверојатно секој лице се има не, потреба да оди до Скопје, така. нема шанса за меѓуградските. И автоматски овие лица од старт еве ги се условени да одат со такси, со превоз собствен да се снаоѓаат кој како може од домашен буџет и тоа да. Ви благодарам уште еднаш што бевте во емисијата, која што дел од серијалот на емисија во рамки на проектот зборуваме за хендикепот. Ви благодарам на вас, почитувани гледачи. Следува наредна емисија, нова тема, меѓутоа за друга проблематика.